ДПМН уште во мај ни достави одлука за продажба на фудбалскиот клуб Перестер. Во таа одлука имаше некои конкретни бројки, конкретни цифри, конкретни рокови. Имено се зборуваше дека потенцијалниот купувач треба да инвестира во наредните 6 години по 500.000 евра, да има солиден пласман на табелата во првата македонска фудбалска лига, да избори учество во некои од европските надпреварувања, фудбалска клуб Перестер, така натаму. И ние тоа, како советници од опозицијата, го префативме без размислување. Со тоа Талевски доби шанса да го проваде фудбалскиот клуб Перестер на еден добар, солиден начин. После тоа се организира две јавни надавања, во кои не се јави ниту еден купувач. Тоа беше и е доказ дека акциите на фудбалскиот клуб Перестер под водство на ВМРО ДПМН и градоначалникот Талевски се крајно и целосно безвреднети. Значи, заинтересирани купување во тој момент на фудбалскиот клуб Перестер немаше. Тоа значи дека ветувањето на ВМРО ДПМН и Талевски дека ги направат силен и европски Перестер пропадна вода и тоа беше штемна лага. На 27.8.2014 година на советниците овде во Советот на општина Битола од страна на градоначалникот Талевски го беше доставен еден крајно контроверзен и крајно неизвестен договор со кој се предвидуваше фудбалскиот клуб да се продаде на едно сомнително лице. Значи, Талевски се обиде на еден нетранспарентен начин и во 4 очи да го продаде фудбалскиот клуб Перестер. На тоа, ние советниците од опозицијата жестоко и аргументирано се спротивставивме, но исто така се спротивстави целокупната битолска јавност. Како резултат на тој притисок, ВМРО ДПМН и градоначалникот Талевски решија да одложат точката за седмицата за 2 дена. Седмицата продолжи на 29.8.2014 година. И на тој ден, 29.8.2014 година, под притисок на опозицијата, но и под притисок на сите битолчани, кои што беа против таквиот начин на продажа на фудбалскиот клуб Перестер, ВМРО ДПМН и Владимир Талевски подпишаа капитулација. Имено, градоначалникот Талевски од оваа говорница точно излезе и повади продажбата на фудбалскиот клуб Перестер да се тргне настрана, да се повлече и дека за 2 до 3 дена има некои нови моменти, ќе се знаат конкретни услови, односно нови купувачи и за 2 до 3 дена ќе има вонредна седница на Советот на општина Битола на која што конечно фудбалскиот клуб Перестер ќе се продаде и ќе заврши годината на Перестер. Меѓутоа поминаа 2 дена, поминаа 3 дена, помина недела, 2, 3, помина скоро цел месец. Ние не видовме ниту вонредна седница на фудбалскиот клуб Перестер, ниту па негова продажба, ниту завршување на неговата агонија. Значи, штемна лага на господинот Талевски. Денес имаме одлука за продажба на фудбалскиот клуб Перестер, тоест таа не е за продажба на фудбалскиот клуб Перестер, туку со оваа одлука продажбата на фудбалскиот клуб Перестер се враќа повторно на почеток, значи сагата и агонијата на проведените стручниот штаб на Битола и битолчани околу фудбалскиот клуб Перестер ќе продолжи понатаму. Значи 10 години Битола е запатена од циклон, наречен ВМРО ДПМН со псевдоним Владимир Талевски. И тој циклон ни донесе суша од преку 200 милиони евра, кои што се сушени од страна на Владимир Талевски, пари од буџетот и собрани од граѓаните на Битола. Значи, буквално се што фати господинот Талевски се изсуши. Си суши фудбалот, си суши ракометот, си суши кошарката, си суши целиот спорт во Битола. Дори имам печаток на Талевски, ако му дадеме и море, и него ќе му суши. Јас се прашувам наистина во една ваква незавидна ситуација, значи во една ваква незавидна ситуација во која што се наоѓа Битола, посебно спортот, се прашувам каде се сите функционери кои што од Битола добија одредени позиции во Скопје, каде е градоначалникот Талевски, наистина не ми јасно. Молчат, понизно ги слушаат скопјани, понизно ги слушаат нивните партиски шефови. Време е сите тие да тропнат на ласа и да му кажат на скопјани доста е. Повеќе вака не може. Не може и не сме повеќе со парите на битолчани да се гради Скопје. Не може повеќе со парите на битолчани да се гради стадион во Скопје, со парите на битолчани да се градат спортски сали во Скопје, да се градат жичари во Скопје, а Битола што? Ништо, нула, катастрофа.
Или може би патриотите од Битола буквално си ја сватија песната "Послушајте патриоти" и само слушаат. Скопјани слушаат партиски шефови, а за Битола и битолчани не кажуваат никој збор. Талевски имаше шанса да го провале Пелистер и тоа на многу добар начин. Но тој таа шанса да само што не искористи, туку се обиди да злоупотреби. Со тоа што во 4 очи сакаше да го продаде клубот на контроверзното лице Папанастасос. Со денешната одлука на Талевски, значи да продолжи фудбалскиот клуб Пелистер, ние како советници треба да му дадеме на Талевски и да го властиме да подпише договор со идниот купувач за продажбата на фудбалскиот клуб Пелистер. Ние советниците од опозицијата не веруваме во честните искрени намери на Талевски околу продажбата на фудбалскиот клуб Пелистер и затоа ние при гласањето на оваа одлука ќе бидеме воздржани. Тие што ќе го продаваат фудбалскиот клуб Пелистер, а тоа се двамата Тофалман и Владимир Талевски, мора да знаат и да сватат дека при продажбата Звезда Водилка не смеат да им бидат личните интереси на одредени поединци, туку Звезда Водилка треба да ги бидат интересите на Битола, интересите на битолчани и интересите на фудбалскиот клуб Пелистер. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг баре збор?